Срамота да се соработува со машински и со електрофакултет, меѓутоа срамота е од 600.000 со 22 да се исплаќаат сега 4 милиони со 50 вработени. Тоа е срамота. Практично ние тука имаме континуитет на лоши кадри, континуитет на вработување на несоодветни кадри кои што треба да си ја работат работата. Исто така имавте зголемување во делот на одржување на компјутерските системи, а имате таму сектор за информатика. Тоа е срамота. И вие со 20.000 евра годишно, ако ги ставите за одржување на зградата, нема да го решите тој проблем кој што го кажувате сообраќајен. Тој се решава на поинаков начин. Меѓутоа, регулаторната комисија, јас знам дека не ги одредува цените на нафтата, тие се одредуваат голем дел по светските берзи и одреден дел кој што вие го регулирате. Тука вие треба да интервенирате, затоа што тоа е доволно голема сума за да немаме оваква инфлација како што имаме во моментов. И дополнително ова со енергетскиот сектор, застанете и кажете како Вачевски, штом ја носи во загуба рек Битола, дајте нека си оди. Па имаме ние посалам кадри, имаме понормални кадри кои што знаат да работат. Благодарам. Не можеме толкави минуси да правиме, па потоа моите деца и вашите деца ги плаќаат тие дупки. Благодарам. Има збор пратеник од Александар Вилјанов.